Почнуваме со вестите, а на почеток за проблемите на жителите во руралните средини, кога е во прашање нивното здравје. Наместо во амбуланти, руралните доктори, прегледите на жителите во виничките села Драгобраште и Лаки ги вршат во селските продавници, бидејќи тамошната амбуланта одамна е руинирана. Сдруженијето на пензионери од Виница бара надлежните да го решат проблемот. Подобра здравствена заштита за пензионерите од виничките села Драгобраште и Лаки бара тамошното сдружение на пензионери. Најголем проблем со кој се соочува местното население е немањето на соодветен простор за извршување на здравствени прегледи. Па наместо во амбуланта, прегледите на руралниот лекар се вршат по домовите и локалните продавнички. Во Драгобраште работеше амбулантата, имаше лекар, исто и во Лаки. Сега нема тоа. Па рурален од доктор оде. Меѓутоа ги прегледува по куќите и во продавниците. И додека се чека изноѓање на решението за овој горлив проблем, Данилов тврди дека пензионерите во Виница живеат нормален живот. Во Сојузот членуваат околу 2500 лица, а клубови каде што пензионерите можат да се дружат со своите пријатели има во речиси сите села. Во селата работат два клуба ефективно, тоа е во Градец и Стибани, а во Блатец клубот се уште не е ефективно отворен заради тоа што треба да се реновира кујната. Во Јакимово е во тек на отварање на работата на клубот и клуб просторија имат пензионерите во село Драгобраште. Со помош на Виничката локална самоуправа, отварање на пензионерски клубови е предвидено и во селата Јакимово, Трсино и Пеклани. А на Штипска ортопедија секојдневно расте бројот на пациенти со скрашеници. Викендов мразот бил кобен за 30 на штипјани, информираат од Штипската клиничка болница. 10 од нив поради сериозноста на повредите веднаш биле оперирани, а останатите 20 завршиле со гипсирани раце и нозе. Ортопедите советуваат внимателно движење по подмрзнатите улици и тротоарите. Од скршеници може да не спаси единствено пигвинскиот односно при движење телото треба да ни биде поднаведнато нанапред, а нозете подраширени, советуваат ортопедите. Инаку оваа зима рекордери во скршеници се делчевци. Без субвенции тешко се живее, сточарите на мака, исплатата стопирана. Граѓаните на Штип и Свети Николе засега не може да аплицираат за огревно дрво за наредната зима преку подружниците на Македонски шуми. Директорот Жарко Караджовски вели дека со завршување на тендерот за сеќа и дотур на дрва на 27 овој месец и овој проблем ќе биде надминат за граѓаните на Штип и Свети Николе, со што ќе можат да аплицираат во подружниците во февруари и во месец март. Стотина граѓани од Штип и Свети Николе деноиве не можат да достават барања за набавка на огревно дрво преку подружниците на јавното претпријатие Македонски шуми. Граѓаните кои поради ниските температури ја зголемија потрошувачката на огревно дрво во своите печки, откако ги слушнале повиците на медиумите, побрзале да се запишат на списокот за огревно дрво за наредната зимска сезона и да ја платат првата рата. Свети Николецот Никола Шалев вели дека бил изненаден од одговорот на надлежните во подружницата дека засега не може да аплицира. Бев јав чудоневиден од неговите зборови. Не, тоа не може, затоа што немаме гаранција дека Македонски шуми ќе ги донесе дрвата. Значи, лажна надеж на граѓаните не треба да се дава. Не велам дека имаат и тие проблеми, но нели, кога веќе нешто ќе се објави, ние како граѓани веруваме на институциите. Директорот на Македонски шуми Жарко Караджовски потврдува дека проблеми со аплицирањето за огревно дрво скоро секоја година има во Штип и Свети Николе, бидејќи ова се градови, односно подружници, кои зависат од сечата на дрво од другите подружници како што се Берово, Виница, Кочани и Велес, кои имаат големи површини на шума. Според него во Штип секоја година има побарувачка од 12.000 метри кумни, а во Свети Николе од 6.000 до 7.000 метри кумни дрва. Смета дека со завршувањето и успешноста на тендерот за сеча и дотур на дрва на 27 овој месец, проблемов ќе биде надминат, а заинтересираните граѓани од овие два града
Во февруари и март ќе можат да аплицираат и да ги добијат огревните дрва за наредната зима. Граѓаните лани навреме ги добија дрвата. Караджовски забележува дека граѓаните кои ќе аплицираат нема да бидат оставени без огревно дрво и навреме ќе им бидат испорачани. Сметководителите деновиве се во паника, бидејќи не можат да ги пријават даноците на своите клиенти. Електронскиот систем за доставување или веб страницата веќе 2 дена е блокирана. Надлежните од управата за јавни приходи денеска преку соопштение се огласија дека рокот за поднесување на извештајот за данокот за додадена вредност и годишните извештаи за фирмите ќе биде продолжен. Во соопштението се вели, согласно законот за даночна постапка, во услови на масовно аутечното поднесување на даночни пријави и извештаи преку системот електронски даноци, се известуваат даночните обврзници и сметководителите дека роковите за поднесување на ДДВ пријавата и годишните даночни извештаи се продолжуваат, и тоа за пријавување на данокот на додадена вредност крајниот рок за поднесување се продолжува за 5 работни дена, односно крајниот рок за поднесување на пријавите ќе се смета 1 февруари. За годишните извештаи крајниот рок за поднесување исто така се продолжува за 5 работни дена, односно крајниот рок за поднесување на годишните извештаи ќе се смета до 7 февруари. И земјоделците се во очекување на субвенциите. Исплатата е стопирана се до формирањето на новата влада. Без овие средства, велат, тешко може да го одржат производството поради зголемените трошоци и ниските откупни цени на производството. Нема субвенции за земјоделците. Исплатата ќе почека, иако велат сточарите дека сега им се потребни за да ги покријат трошоците. Се жала дека немаат храна за добитокот, а поради ниските откупни цени на млекото и месото, повеќе не може да ги чуваат стадата. Откупот на јагнето не помина добро, со ниски цени, без субвенции пропаѓаме на нула. Да купиш храна, да платиш овчар, од каде да најдеме пари, вели сточарот Владо Симоновски од Карбинци. Субвенциите лани ги зема, сега за оваа година не се дадели, сега треба да ја пушта. Некој храна му требава ечмен, некој јонџе нема да му стас, сега треба да ја пуштат пред нова година. Он ќе ми пуште у мај тама или април. Тогај што ми требат? Тогај не те треба. Сега е сезоната. Сега треба да ја пуште субвенција. Нема што ги правиме, ќе продадеме и тоа и готово. Како сите без стока и ние така ќе биеме без стока. Нема излез друго. Сточарството е најзапоставено. Состојбата не е добра ниту за одгледувачите на говеда и товеници. Месото нема цена, млекото исто, вели Бранко Нисев, собственик на фарма во Лакавичко. Ги намалуваме и ќе ги намалеме и ќе дојдеме на нула со свињите. Со цената и со житото више не се обстојува, ќе тераме додека ќе тераме и... Роковите за исплата на субвенциите се пробиени поради изборите. Законски не може да се исплаќаат субвенциите се до формирање на влада, информираат надлежните од Министерството за земјоделство и платежна. Неисплатените субвенции ќе се одразат со намалено производство и зголемен увоз на храна, но и тоа дека законите мора да се испочитуваат, сметаат земјоделските здруженија. Од почетокот на годината, актуелна вонсудската наплата за долговите на граѓаните кои должат за комунали. Со измените на законот за извршување, без претходна опомена и рок за подмирување на долговите, извршителите не ќе можат да им ги блокираат сметките на должниците. Со новиот закон за извршување и воведувањето на институцијата вонсудска наплата на долговите од граѓаните кои должат за комунални услуги, комуналните предпријатија се обврзани пред да поднесат тужба за нивните побарувања пред надлежен нотар, да достават барања до извршителите надлежни за нивните подрачја преку кои ќе бараат да бидат опоменати должниците за нивните неплатени сметки. Новите правила се однесуваат на тоа што се воведува институтот вонсудска наплата на долгови, значи за да се оневозможи да граѓаните веќе кога ќе дојдат кај извршител, веќе имаат поголем износ на побарување кој што треба да го платат, значи веќе не е само главниот долг, туку се и трошоците за адвокат, трошоците за нотар, трошоците за извршител, каматите и слично, и така тие доаѓаат до една позамашна сума која што треба да исплатат. За да се спречи ова
оваа ситуација. Со вонсудската наплата на долговите, комуналните фирми се задолжени да пред да поднесат тужба за вакво побарување кај надлежен нотар, да достават барање до извршителите кои што се надлежни за нивните подрачја, со кои барање ќе бараат извршителите да ги опоменат граѓаните за нивните неплатени сметки. Граѓаните пак кои веќе имаат добиено извршни решенија кај нотар кои се уште не се дадени кај извршител, по добивањето на барањето можат да се јават кај истиот и да ја изнесат својата имотна состојба. Значи, извршителот со вонсудската наплата ќе ги повика граѓаните да го платат долгот во рок од 15 дена. Во тие 15 дена граѓаните доколку го платат долгот, тие практично без трошоци ќе завршат, ќе ги наплатат своите долгови, ќе ги исплатат и повеќе нема да должат. Додека другата ситуација е дека за граѓаните кои што веќе имаат добиено извршни решенија, односно решенија кај нотар, кои што се уште не се дадени на извршител, граѓаните тие можат да веднаш по добивањето на барањето од извршител да се јават кај извршителот и да ја изнесат својата имотна состојба. Што се подразбира под имотна состојба? Дали се вработени, дали имаат други примања, дали имаат некакви примања по други основи, се со цел да се одбегне блокирањето на сметките на граѓаните и превземањето на извршни дејствија кои што секако не се пријатни за ниту еден граѓанин на државата. Од овие причини се апелира до граѓаните да имаат честа комуникација со извршителите за навремено да се реагира и да се одбегнат дополнителните трошоци. А Народна банка на Република Македонија планира во иднина да ги шета странските гости кои ќе присуствуваат на меѓународните настани во нејзина организација, затоа распиша тендер за набавка на услуга туристички водич. Банката појасни дека на тој начин сака да го представи во вистинско светло културното и историското наследство за кое се интересираат странците. Народна банка на Република Македонија во текот на годината е организатор на бројни настани со меѓународно присуство, каде што дел од гостите се представници од странство, кои покрај другото имаат интерес и за нашето културно и историско наследство. Со цел да бидеме коректни домаќини и во вистинско светло да им ја презентираме Република Македонија, а воедно да ги почитуваме сите законски прописи во Република Македонија. Народна банка распиша набавка за овој тип на услуги со што ќе се обезбеди ефикасност, транспарентност и еднаквост во изборот на истите. Ја појасни Народна банка на Република Македонија потребата од ангажирање туристички водич. Кривична пријава за 28 годишен Делчевец поднесе полицијата. Осомничен е дека го подметнал пожарот во куќата на неговата мајка, во која на катот друго лице чувало сточна храна. 28 годишен Делчевец заработи кривична пријава од полицијата. Надлежните го товарат дека тој го подметнал пожарот во куќата на неговата мајка во селото Вирче, со што предизвикал општа опасност, како што гласи и пријавата за кривичното дело. Имено на 14 декември лани, според полицијата, АР го предизвикал пожарот во куќата во која на горниот кат 30 годишниот ДА чувал храна за добитокот. Со пожарот што го предизвикал, осомничениот ги довел во опасност не само објектите во близина, помошни простори и други куќи, туку и ги загрозил и животите на луѓето, велат надлежните. И 45 годишен светиниколчанец од денеска е со кривична пријава од полицијата за овозможување на употреба на наркотични други. Пријавениот вработен во агенција за обезбедување, лани му дозволил на непознато лице и заедно со него, како што информираат од полицијата, прекурачно направена цигара джоинт да ужива наркотична дрога марихуана во просториите што ги обезбедувал. 13-годишното девојче кој вчера незиниот татко од селото Шашаварлија Штипско ја пријави за исчезната, откако не се вратила од училиште, се вратила дома, информираат денеска од ЦВР Штип.
Вечерва во делот за спорт, фудбал и кикбокс. Штипска брегалница на подготовките во Сандански, Бугарија, одигра надпревар. Средбата помеѓу екипата на фудбалскиот клуб Брегалница и домакинот Обориште заврши со резултат 4-1 за штипскиот прволигаш. Стрелци на головите за Брегалница се Темелков, Далчевски, Јовановски и новото засилување Марко Ранџеловиќ. А кикбоксерите на Гладиаторот Штип пеколно тренираат и се подготвуваат за Европскиот куп, што ќе се одржи во Карловац, Хрватска. Интензивно, вредно и професионално преку 50 на кикбоксери на Гладиаторот Штип тренираат и се подготвуваат за првите сезонски искушенија во новата календарска година. Под раководство на тренерите Кирил Нацев и Шено Ласанов во Штип допатуваа и заеднички се подготвуваат и кикбоксерите од Македонска Каменица, кои се составен дел на оваа екипа. Се тренираат 2 пати дневно со цел темпирање на формата за престојните тешки активности. Годинава се очекуваат неколку големи кикбокс манифестации, а првиот тест следува наскоро. Имено на 10, 11 и 12 февруари во хрватскиот град Карловац ќе се одржи Европскиот куп, на кој учество ќе земат над 2000 надпреварувачи од 38 земји. Кикбокс клубот Гладиатор ќе настапи со 20 своји надпреварувачи, од кои секако се очекуваат позитивни резултати. Колку за подсетување на минатогодишниот куп на кој настапија клубови од 40 држави, Гладиатор го освои високото 6-то место. Кикбоксерите на Гладиатор веќе се респектираат на балканските простори, а и на домашен план стигнуваат заслужените признанија. Јована Арсова е прогласена за спортист на град Штип за 2016 година во кадетска конкуренција, додека пак тренерот Кирил Нацев се закити со трофеот најнадежен тренер. Кикбоксерите на Гладиатор уште од стартот на годината сериозно си ја свати улогата на дисциплинирани спортисти со цел најподготвени да се представат на Европското првенство, што од 2 до 9 септември ова година ќе се одржи во Скопје. Ете толку во информативната програма на Ирис телевизија за вечерва. Благодарност за вниманието. Имајте убава вечер.